Темата која крена голема прашина во медиумската јавност, подкрената од гостувањето на премиерот Зоран Заев и изјавата во БГНЕС. Денеска се најдена тема на разговори на пресконференцијата на партијата од Интегра. Бугарската држава во периодов наназад и актуелно денес е навлезена во зоната на она што ние го нарекуваме прво мешање во внатрешни работи на една суверена држава каква што е Република Македонија, што е класично кршење на Виенската конвенција. Тоа мешање во внатрешните работи сме сите ние сведоци. Тоа е дури на ниво на флагрантен упад во внатрешните работи на Македонија. Вториот елемент каде што тие имаат завлезено во жива кал е постојање на сериозни елементи на иредентизам, односно територијални претензии. Аргументот за тоа е постојаното нивно инсистирање на терминот администрирање на територијата на Македонија за време на Втората светска војна. Тие тоа го прават под плаштот дека наводно не биле партнери и фашистички окупатор со фашистичка Германија во Втората светска војна. Но во основа тоа е иредентизам по линија на Сан-Стефанска Бугарија. Класичниот фашизам, односно непризнавање на постоењето на еден народ, на македонскиот народ, со нивното постојано тврдење дека има бугарски корени се јасно гледа. Исто така не се признава и постоењето на македонското малцинство во Пиринскиот дел од страна на Бугарија. Но ова не би се случувало доколку ние не се наоѓавме постојано во политиката со веднење глава и виење кичма, соопштија од Интегра. Од тука треба да знаат владата на Социјалдемократскиот сојуз и Заев лично дека во поинаква политичка констелација, во еден поинаков политички состав во периодот пред нас ќе бидат предмет на кривичен прогон во еден нирнбергшки процес каде сите од владата на Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе бидат преиспитани од аспект на ова национално и државно велепредавство кое тие во дадениот момент го прават. Од партијата на Интегра пресконференцијата ја завршија со став дека целата парламентарна опозиција веднаш без одложување треба да го напушти парламентот и да предизвика парламентарна криза во Македонија.